Инженерите за животна средина велат дека рудниците се сметаат како едни од најголемите загадувачи на природата во светот. Тешката индустрија секогаш носи последици врз животната средина, колку и да се превземени мерки за намалување на нејзините негативни влијанија, вели Столе Георгиев, кој дипломирал токму во оваа област. Видете, согласно сите извештаи кои што се дадени од Обединетите нации, од програмата за животна средина, од Европската унија, рудниците се класифицирани во еколошки жешки точки. Тоа значи дека имаат влијание врз животната средина. Така да нормално е да постои загриженост кај граѓаните и нормално е да очекуваат некакви влијанија од рудниците. Било да е тоа загадување, било да речеме други ерозија, предизвикување на ерозија или предизвикување на прашина од рудниците и така натаму. Кога станува збор за рудниците, да речеме, може да бидат поврзани со климатските промени, бидејќи согласно пресметките кои што се кажуваат, рудниците во принцип се најголеми потрошувачи на електрична енергија, а тоа значи дека имаат висока стапка на јаглеродна стапка на емисија на стакленички гасови. Така да речеме, од тој аспект рудниците придонесуваат кон емисијата на стакленички гасови. Според Георгиев, рудниците ќе имаат негативно влијание врз регионот, макар да е тоа само лош маркетинг кој што ќе се наметне врз купувачите. Многу тешко можам да кажам дека тие две работи одат едно со друго или одат рака под рака, бидејќи не мора да е само органско, туку и самото земјоделие, да речеме, многу често се случува да добива лош пиар, да речеме, лоша реклама за земјоделските производи произведени од такво едно подрачје каде што постојат рудници. Дури и да нема загадување, да речеме, дури да не е забележено загадување, сепак пиарот е многу лош. Тоа може да го забележиме дека велешани мака мача земјоделските производи да се пласираат на Скопскиот регион, бидејќи знаат дека доаѓа во велешко подрачје. Многу често случуваше, знам дека во Радовиш постои мислење и верување дека радовишката пиперка исто тешко се пласираше на пазарите, бидејќи во близина на рудникот Бучим. Така да размислувањата, дури да речеме да се и неоправдани, да нема загадување, сепак пиарот е многу лош. Стратегијата на државата треба да размисли што сака да прави во еден регион и кој. И да, според мој мислење, да речеме, тука веќе 3 стратегии се донесеа за регионален развој, никаде не се базираше и постираше на руднички развој, туку секаде земјоделието приоритет. И ако ги земете сите стратегии за локален економски развој на општините во овој регион, ќе видите дека најдоминантна гранка е да биде земјоделието првенствено, бидејќи е основна дејност за екзистенција на поголем број на жители. Така да, дали таквите одлуки за градење на рудници се оправдани или не, тоа сепак нели треба и на државно, меѓутоа и на локално ниво добро да се размислува за да се донесуваат стратешки одлуки за развој. Во југоистокот повеќе месеци се води кампања против отворањето на рудници. Евгелија и Богданци одржаа референдуми, а закажани се и во Дојран и Валандово. Референдум за рудникот Иловица бараат и жителите од општините Босилово и Ново село.